Добар ден уште еднаш од мене. Во овој дел од отвореното студио тема ќе ни бидат судските процеси, како се одвиваат, особено мониторингот што го врши коалицијата Сите за правично судење. Во овој дел заедно сме со колешката Гордана Дувњак и наш гостин е извршниот директор на оваа коалиција Натали Петровска. Сега, бидејќи денеска навистина настана денот е оне што се случува во собранието, очекувањето дали ќе се соберат 80 гласови, како што имаше неофицијални најави, па да ја вклучиме колешката Весна Велковска, таа се наоѓа таму. Весна, дали се слушаме? Требаше да почне, требаше во 15 часот да започне седницата. Што се случува? Така, седницата требаше да започне во 15 часот, во секој момент очекуваме да почне за време. Пратениците влегуваат и излегуваат во пленарната собраниска сала, но во меѓувреме дел од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, околу 30 на пратеници од вкупно 48 на пресконференција овде во собранието побара од собраничкиот спикер Талат Џафери точката со уставните измени веднаш да ја стави на гласање. Значи, за пресконференцијата ја држаше Антонио Милошовски, тој рече, еве сега накратко ќе го цитирам, поминаа 19 дена од неуспешниот референдум организиран од власта на кој народот јасно се изјасни дека нема одлука за мандат за уставни измени. Гледаме дека власта одолговлекува со гласањето, тоа е затоа што е свесна дека за пратениците е поважна волјата на народот отколку притисоците. Ова го рече пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО. ДПМН бараме од Џафери без одлагање да ја стави точката на гласање во лјашкото мнозинство, да види дека нема ниту услов, ниту мандат за измените во уставот. Значи, ова го рече Милошовски во салата за пресконференција овде во собранието. Инаку, како што кажа Јадранка Ти, од 14 до 15 часот пратениците беа на редовната пауза. Веќе реков, во моментот пленарната сала е отворена, но пратениците не се во неа влегуваат неофицијално собраниски извори од мнозинството тврдат дека се обезбедени доволен број на гласови за изгласање на потребата за измени во уставот. Весна, имаш ли информации дали ќе се гласа или пак ќе продолжи дебатата, бидејќи имаше пријавено пратеници за дебата? Така, има пријавено, се уште стојат на листата пријавени 15 пратеници, речиси сите од мнозинството, но седницата Јадранка, како што веќе кажав, не е започната за дебатата да може да продолжи, или пак како ќе одлучи самиот спикер Талат Џафери, кој точно нападне беше закажана оваа седница, но досега Џафери не се појави на своето собраниско столче. Така, Весна, ти благодарам за сега. Ако има некакви нови моменти, ќе те вклучиме во програмата. Благодарам за сега. Гордана, ајде се да почнеме со судските процеси. Да, и некако и моето прво прашање е поврзано со претходното јавување на колешката Велковска. Натали, вашата коалиција веќе 15 години ги мониторира судските процеси со посебен фокус на високопрофилните судски процеси, предметите од СЕО. Меѓутоа, некако во последно време како да станавте најзабележливи за судењето за 27 април, че нам имавте две официјални соопштенија и две официјални реакции, едно соопштение. На што беа вашите реакции главно? Па првично нашите реакции беа упатени на долгото траење на самите судски рочишта. Значи, според наше видување, а и во нашите јавни реакции го посочивме тоа, најдовме судска пракса од Европскиот суд за човекови права, која што упатува токму на фактот дека една судска расправа, односно рочиште, во текот на траење на самиот ден не би требало да изнесува толку многу часови, од аспект што се влијае на правото на ефективна и ефикасна одбрана на обвинетите лица во постапката, и токму тоа беше соопштено во нашата втора јавна реакција, која што беше проследена и од страна на медиумите. Конкретен посочен случај Мекфи против Франција, во кој што судски предмет Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на правото на судење, на фер и правично судење, односно повреда на членот 6 од Европската конвенција. Токму поради долго траење на едно рочиште, значи тој предмет чином беше завршен во многу кратко време во две рочишта,
дури и оправдувањето дека е притворски случај, дека би се завршило на самото второ рочиште, Европскиот суд не го нашол за оправдано за во насока на долгото траење на постапката. Но ние имавме случаи кои во Страсбург добиваа заради судење во неразумен рок. Јас бев една од оние прислушуваните од големото уво. Ние добивме во Страсбург пресуда затоа што 5 години ние немавме пресуда. Каде е тој баланс? Да не биде предолго, ама да не биде ни вака, како што рековте вие, со тој интензитет. Обвинителството и кривичниот суд веднаш се огради и кажа дека нема нарушување на принципот на судење во разумен рок. Значи, балансот е предмет на прашање на судијата. Судиите се оние кои што треба да го избалансираат судењето, односно траење на постапката. Јас би посочила како пример, бидејќи, како што кажавте, со години веќе го работиме ова, би го посочила како пример предметот за сокодневно име диво населје, предмет кој што исто така беше голем и обемен предмет со многу обвинети лица. Се претпоставуваше исто така дека од обемот на докази ќе трае предметот, меѓутоа истиот заврши за 2 години. Динамиката на закажување на судските рочишта во тој предмет беа од прилика 2 рочишта на неделно ниво. И имавме финиширан судски предмет за 2 години. Че 2 години е оптимално време траење на еден судски предмет, имајќи во предвид повторно големината и обемот на предметот. Нели имате некаков проблем очигледно со судиката Добрила Кацарска, бидејќи представникот на вашата коалиција стана неподобен за да ја следи расправата. Нели е помалку тоа скандалозна информација да не се допушти на домашна организација која мониторира судски процес со години да не може да присуствува на рочиштата? Значи, јас не би кажала дека имаме проблем, немаме реално проблем со судиката. Напротив, сме мониторирале многу нејзини предмети. Проблемот се наоѓа во очигледното толкување на одредбите на Законот за кривична постапка. Значи, Законот утврдува точно правила како и кога се исклучува јавноста, односно кога се сослушуваат сведоци и оштетени лица, меѓутоа во конкретниот случај станува збор за загрозен сведок. Законот повторно има специфични одредби кои што упатуваат на сослушување на тој загрозен сведок. Сега, кога сето она што е предвидено во законот ќе се исполни, а беше исполнето, значи посебна просторија во која што обвинетиот, односно сведокот требаше да биде сослушан. Заматување на неговиот лик, мутирање на неговиот глас, дисторзија на гласот. Значи, кога сите тие мерки ќе бидат превземени за да се заштити неговиот идентитет, не станува воопшто прашање дали јавноста треба да биде присутна или не на судењето. Вие доаѓате од адвокатската фила. Колку се оправдани тврдењата на адвокатите дека немале услови за работа во старата зграда на Кривичниот суд, каде што се префрли судењето тој ден заради проблемите од техничка природа? Така, проблемите од техничка природа, ако не се лажам, беа токму тоа, имаше опасност да се открие идентитетот на сведокот. Видете, во предметот има преку 30 на обвинети, 50 на адвокати, ако не се лажам. Капацитетот на нашите судници, за жал, единствено во Основниот суд Скопје 1 Скопје, има една единствена судница број 1, која што може да прифати голем број на присутни внатре. Дали се тоа обвинети, бранители, јавност и слично. Замислете, во првиот ред од таа судница ги собира да седнат обвинетите, евентуално по еден бранител нивни, меѓутоа останатите бранители, предпоставувам, бидејќи како што кажавте, наш наблюдувач беше исклучен и не знаеме точно што се одвивало внатре. Меѓутоа физички обвинети што имаат и по 3 и повеќе бранители. Веројатно и тоа е проблемот. Кога ќе се бројот на бранители зголеми, автоматски истите немаат можност, немаат услови да седнат на биро и да можат да фаќаат забелешки. Како го коментирате податокот што беа казнети сите адвокати на обвинетите во случајот? За ова имаше реакција адвокатската комора, значи искрена да бидам, сметам дека не би требало, искажувајќи револт во насока на условите на судницата и судењето, адвокатите да бидат казнети за тоа. Значи, многу нормално и човечки е, и законот овозможува
да се обезбедат основни минимум услови за да може да биде пружена и ефикасна одбрана. Доколку не е пружена, нормално дека бранителите можат да реагираат. Меѓутоа, реагирањето не треба да биде поврзано понатаму, односно да има реперкусии и казнување. И тоа не со мали, со казни од по 1000 евра. Тоа се рачуните 50 на бранители, тоа се 50.000 евра веќе. Ги имате во еден ден. Да, и досега имало случаи на казнување на адвокати, меѓутоа најчесто кога го навредувале судот или странката од кога се однесуваат со непочитување спрема судот, поинаква ситуација. Да. Јас сега ќе ве вратам на предходната ситуација околу должината на постапката. Рековте дека големите судски процеси вообичаено траат 2 години. Има случаи повеќе, меѓутоа никаков оптимален рок. Тој го земавме како пример, да. Меѓутоа, од друга страна, не се ли судиите изложени на дополнителен притисок со условувањето за прием во Европска Унија, каде што од една страна се бара од државата како услов за во ЕУ ефективни судски истраги и пресуди за високопрофилни предмети. А конкретно и за крвавиот четврток и за предметите од СЈО? Судиите се оние кои што треба повторно балансот да го направат и да бидат независни, затоа се вика независно судство, независни на сите можни притисоци кои што ги имаат дали политички, дали еве конкретно од наложени од општествените околности и услови. Како информација, не знам и колку јавноста е запозната за тоа, од моментот на добивање на обвинението во судот за 27 април, до насрочување, прво насрочување на расправа за тој предмет се поминати, ако не се лажам, 2 месеци. Значи сега имаме еден период од постапката каде што имаме 2 месеци пауза од добивање на акт до насрочување и имаме интензивно насрочување понатаму на рочиштата, практично еве токму за следниот месец пресметка има, ако не се лажам, 20 на расправи, за кажеме. Мене ми е познато дека насрочени се судењата и до крајот на јануари. Да, се. Да. Значи, до сега, ноември е месец каде што највеќе насрочени рочишти има токму за овој предмет. Како го коментирате ова? Има ли тука некаква политичка позадина? Фактот дека токму деновиве беа пуштени да се бранат од слобода пратениците денеска Крсто Муковски, Сашо Василевски, Арнудов, токму кога премиерот од собраниската говорница порача дека ни е потребно на помирување за настаните од крвавиот четврток. Помирувањето порачано од премиерот беше толкувано на неколку начини. Не би сакала политички да го разгледувам тоа прашање, сепак ние сме професионална организација која што се бави со објективно известување од терен. Дали е вообичаено вака пуштање да се бранат од слобода во оваа фаза од постапка? До сега не сме имале ситуација каде што прашањето на државата е толку во последен момент до 5 до 12 за живот или смрт практично. Немаме се уште, значи решенијата не ги имаме за да можеме да ги коментираме. Сепак не е благодарно да ги коментираме, меѓутоа можеби на јавноста дефинитивно да биде симптоматично тоа што нели така сега се случи да сите им бидат укинати мерките. Меѓутоа ќе посочам дека во текот на вчерашниот ден на еден од обвинетите на Ченто беше закажана седница на апелација исто така за одлучување за оваа мерка, така што верувам дека сите жалби по однос на овие неколку обвинети се поднесени во ист момент, така што дали е предмет на тајминг или поклопување, не би можела навистина да коментирам. Натали, вие спомнавте дека балансот треба да го прави судијата. Меѓутоа, колку судијата исправен под товарот од потребата да се забрза судскиот процес, ризикува да направи некогаш и некакви процедурални грешки кои што потоа во жалбена постапка можат да бидат искористени и потоа судските процеси да бидат вратени на почеток и оние што биле обвинати сега да се трансформираат во жртви на системот или на, како што сакаат да кажат, на монтирани судски процеси. Токму тоа е идејата позади нашите јавни реакции. Значи, најдобронамерно упатување на судечките совети кои што постапуваат во предметите за брзината на одвивање,
не би сакала да речам брзоплетост во постапувањето, меѓутоа нормално е кога нешто се интензивира до степен на екстра брза динамика да се прават процедурални грешки. Како што, впрочем, ќе видиме. Значи, ова понатаму ќе подлежи на жалби во апелациониот суд, ќе завршат тука сите можни правни лекови исцрпени и верувам дека за овој предмет скоро па и сум сигурна дека адвокатите ќе поднесат жалби во Страсбург. Опозицијата реагираше на тоа што судиката Добрила Кацарска некако ги презема дел од овие високопрофилни случаи и тие изразија дури сомневање како функционира сега АКМИ системот. Дури и поранешниот председател на Кривичен суд во времето кога излегуваше од обвинителството изрази сомнеш дека заглавил АКМИСот кај судиката Кацарска. Како го коментирате? Има ли тука простор за некаков сомнеш? Доколку има простор за сомнеш, секогаш, како што се формираше комисија за еднаш проверка и извештај на АКМИ системот за неговото правилно функционирање, ако е се во ред, не гледам причина зошто евентуално при наредна проверка да не се востануват, ако воопшто има простор за сомневање за некаква злоупотреба на Сепак станува збор за искусен судија. Да. Апсолутно, станува збор за искусен судија со реномирана и кредибилна кариера со години назад. Председател на Така. Кривичен суд. Кога веќе ги спомнавме загрозените сведоци и заштитени, во изминатиот период имавме многу случаи на злоупотреби на овој институт. Каде е проблемот? Во законската регулатива или во нешто друго? Не знам како да ви го коментирам ова искрено. Законската регулатива кај нас се востанови дека со години наназад. Значи, сите професионални издруженија кои што ги следат законските измени и имплементација на законите, констатираат дека е неопходно подобрување. Затоа и како што знаете и во самите планови на владата, во 369 и програмите понатаму, се предвидува еден голем сеопфатен пакет на судски реформи во областа на правосудството, така што во секој случај во овој момент секако дека би било добро да се разгледаат законите и евентуално можностите каде што има потреба и простор за унапредување на истите да се подобрат. Но ги имаме случаите и во случајот Ореше, кога излезе на крај загрозениот сведок, кој рече како бил инструиран. Во случајот кампања, кај што беше обвинет Бошковски, имаше сериозни информации дека заштитениот, односно загрозениот сведок не бил тогаш во судницата. Дури сомнеш дека друго лице сведочи. Во таа смисла, нели треба сепак некакви корекции, бидејќи единствено судијата има увид кое е лицето зад параванот, да речем. При вакво судство, кај што довербата е многу ниска. Довербата е многу ниска, е разнишано. Се предпоставува дека во земја каде што условите и правосудството функционира апсолутно нормално, дека не станува збор воопшто да се приспита постапувањето на судот со загрозен сведок или не. Секако дека овакви случаи во нашата измината пракса упатуваат на тоа дека би требало да се превземе нешто околу овие злоупотреби и погрешни примени на законот. Тоа што тоа како пракса веќе постои, никој не го доведува во прашање, да кажеме, пред Хашкиот трибунал сведочењата на заштитни сведоци или пред други меѓународни судови. Да, меѓутоа кредибилноста на тие трибунали и судии, знаете и сами на кое ниво е, за разлика од, за жал, од кај нас. Да преминеме на случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. Вие ги мониторирате сите случаи? Да. Каде имате, за кој предмет имате најмногу забелешки? Генерално прво е овака. Во интересен факт е во предметите со специјалното јавно обвинителство еден момент пред и по промената на власта. Тоа на сите им е јасно, е констатирано веќе многу пати во минатото. Сите обструкции на кои што наоѓаше специјалното јавно обвинителство сега се веќе елиминирани. Значи, постапуваат непречено, немаат никакви проблеми во одбрана на тие обвиненија, така што
од овој аспект сега не би можеле да упатиме на некои процедурални Да, меѓутоа пропусти токму промените што беа направени со годишниот распоред доведоа до тоа некои започнати судски процеси да се вратат од почеток. Случајот со шамарите, транспортери и уште неколку други. При секоја промена на составот на судскиот совет, одново почнува расправата и почнуваат да се изведуваат сите докази. Така очекувате ли согласно законот ефективна судска разврска на сите овие случаи? Да, ние сме организација која што искрено се надева и залага за правично судење и императив е функционално, независно и непристрасно судство и искрено се надеваме на позитивен исход, каков и да е, согласно постапката и она што е изведено како докази наспроти обвиненијата. Бидејќи во овие предмети што ги води специјалното јавно обвинителство, има некои од бившите функционери што имаат по неколку обвиненија, речи се секој дневно, нели, имаме по еден или неколку дури вакви судски процеси, па реагираа бранителите затоа што не можат, нели, се поклопуваат по некојаш тајминзите и слично. Гледате ли тука некаква повреда, да речам, на правата на обвинетите? Вака, согласно... А тие имаат по неколку бранители од обвинетите? Значи, во ситуација каде што обвинети лица имаат цел тим на бранители, законот предвидува дека е доволно еден единствен бранител да биде присутен на моменталното рочиште по еден конкретен предмет. Без оглед дали останатите, да речеме, ако се тројца, не може да присуствуваат. Станува збор и проблематично е за предмети во кои што се јавуваат исти обвинети лица, каде што имаат по еден бранител, че досегашната пракса укажува на тоа дека секогаш имало менаџирање на судските расправи поволно и во корист на сите чинители во постапката, меѓу кои бранителите и обвинителите. И еден обвинител да се јави во два предмети, еден обвинет да се јави во два предмети, како што впрочем имаме два предмети со еден обвинет кои што беа насрочени во ист ден, во ист час, физички е невозможно да се појави, така што станува збор за проблематично можеби менаџирање до сега, меѓутоа еве приметуваме и ние дека почнува полека да се да се координираат и да се усогласуваат овие двајца до тројца судии кои што имаат предмети со исти обвинети, па во подобра координација почнуваат и самите расправи да се доаѓаат на своје место. До неодамна вашиот фокус беше на кривичните предмети. Што ве мотивираше да почнете да ги мониторирате и граѓанските предмети? Граѓаните пред се. Значи, кривичните предмети ги мониторираме од самото основање и постоење на коалиција 15 години. Граѓански предмети почнавме да мониторираме од неодамна, месец дена веќе. Граѓаните упорно постојано се јавуваат кај нас и не контактираат по нашите социјални медиуми, да ги мониторирате. Барат, бидејќи, знаете како, не секој ќе има прилика во животот да се најде пред кривичен суд. Меѓутоа, нема граѓанин практично до крајот на животот што еднаш барем нема да се најде пред граѓански суд во граѓанска постапка. Нивните посочувања на нивните секојдневни проблеми, долго траење на постапките, чинење на постапките, не мотивираше да почнеме односно да ја развиеме идејата за мониторинг на граѓански постапки на територијата на цела... Такви предмети мониторирате? Опфатени се сите 4 апелациони подрачја, значи 15 судови се тоа, во кои што имаме па минимум 1 до 2 наблюдувачи, тоа се од прилика 30 наблюдувачи на територија на Република Македонија кои што мониторираат граѓански предмети. Секој граѓанин кој што има прилика, потреба да има јавност да се обезбеди на неговото судење, ни се обраќа и во зависност од тоа нели како сме и ние во можност и како ни е распоредот на судење на граѓански постапки, одредуваме наблюдувачи кои што се присутни таму. Што е, да речам, ефектот од вашите мониторирања за лице кое нели е во судски спор или обвинето? Вие очекувате само да ја
да го кренете јавното мислење? Да го кренеме јавното мислење, да дојдеме до на крајот наоди кои што ќе упатат каков е правниот пристап, каков е финансискиот пристап и физичкиот пристап на граѓаните на Република Македонија пред граѓанските судови. По тоа подразбираме правен пристап, дали можат да ги остварат своите права за кои што иницирале постапка, колку тоа ги чини нив, значи една постапка од почетокот до крајот на нивното траење, и колку истите оние што спаѓаат во маргинализирани групи, лица со посебни потреби, дали имаат физички пристап до судските згради и до правда. Ова сето, со нашите наоди и анализи на крајот од процесот, ќе доведе евентуално до подигање на свеста и подобрување на условите и подобрување на регулативата која што, еве да речеме, во поглед на можеби финансискиот пристап. Дали тие се постапките чинат многу и се скапи за граѓаните согласно просечните плати, па да се коригираат можеби во иднина висината на судски такси, висина на останати трошоци кои што граѓаните ги имаат и слично. Во однос на физичкиот пристап исто така, дали лицата имаат физички пристапни рампи, лифтови. Да, но дали вашите забелешки допираат до носителите на законодавната и на судската власт? Кога вие ќе констатирате нели такви пропусти? Да. Значи, до сега барем, по однос на, пошто, како што кажав, Законот за кривична постапка ни е предмет на мониторирање, негово имплементирање веќе 15 години. Сите наши заклучоци и забелешки по однос на правилна и неправилна имплементација при полиња кои што недоволно се уредени во самиот закон, се адресираат до соодветните министерства, во случајов правда, и дел од сугестиите и забелешките кои што ги имаме, работни групи, дел од сугестиите и забелешките кои што ги имаме се земани во предвид при евентуални измени на регулативата. Коалицијата како член на Blueprint иницијативата на граѓански организации зема учество во Советот за следење на реформи во правосудството, каде што и впрочем се дискутира по однос на овие реформи и каде што се следи реформирање на судскиот процес, судските постапки. Крај, претпоставувам, имам уште многу малку време, една генерална оценка, Натали. Бидејќи обично се вели дека лошиот имидж на судството е прашање на перцепција. Колку вие како независни монитори, бидејќи претпоставката е дека сте монитори независни, кои што нема потреба да држат една или друга страна, можете да кажете какво судство имаме и каков е вашиот став? Како што кажавте, независни, нашиот интерес, односно интересот на граѓаните е на прво место и токму нашето действување е во нивна функција. Пред околу пола година го меревме импулсот на граѓаните по однос на довербата во правосудството и се сочивме со поразителни резултати. Наидовме на анкетирани граѓани, односно податоци кои што патуваат на преку 90% недоверба во правосудството. Генералната оценка... Тоа се алармантни. Тоа се алармантни, апсолутно. Нашите надежи се во судските реформи, односно во целиот пакет на закони кои што сега се во тек и се реформираат. Полека одат, не мрднува. Точно, одат полека, како што гледате, се нешто се случува во меѓувреме побитно од тоа, меѓутоа не може да се стави и тоа во позадина. Факт е дека работните групи кои што се делегирани за работа на тие закони во позадина и работат и се функционални цело време, меѓутоа тоа е сепак процес. Знаете, еден закон конкретно за кривична постапка влијае на сите, на целото граѓанство. Има ли надеж за македонското судство? Би сакала да мислам дека има, искрено, и со добро смислени реформи и со консултативен посеопфатен процес, мислам дека би можеле да дојдеме до добри резултати. Благодарам што бевте гостин во отвореното студио. А ние продолжуваме. Тука е колегата Александар. На својата позиција за вести. Следуваат вести. Еве ние да чуеме што се случува во собранието. Токму така, најновите информации во најновото информативно издание на вестите. Во собраниската седница се уште се очекува да започне расправата за пристапување кон уставните измени за имплементација на договорот со Грција. Колешката Весна Велкова е на терен и таму ја следи директно ситуацијата во собраниската сала и ја вклучуваме телефонски во вестите во ова издание, но со вестите почнуваме веднаш по краткиот блок реклами.